Владата на Република Македонија не се откажува од раскинување на договорот за експлоатација на бакар со компанијата Сардич МЦ од локалитетот Казандол во Ландовско. Портпаролот Миле Бошњаковски истакна дека на седница на владата повторно се расправало за еднострано раскинување на договорот, за да нема казнени пенали. За таа цел се чека целосната документација да подготви Министерството за економија. Бошњаковски вели дека до следната владина седница ќе се има јасна слика за и околу правната постапка за поништување на издадената концесија за експлоатација на металични минерални суровини на Казандол. Во однос на Казандол, вчера на владата заклучивме дека е неопходно целосно докомплементирање на документацијата со цел да имаме издржана аргументација за сите идни процеси, така што до наредната владина седница Министерството за економија ќе треба да донесе одлука за да се спроведе постапката за раскинување на договорот со концесионерот на рудникот Казандол. Мораме да имаме издржана целосно и максимално правна аргументација за едностран раскин на договорот. Потребно е докомплементирање со уште два документа. Во моментов не би можеле да ви пренесеме кои се, меѓутоа тоа ќе се случи во наредниве 7 дена. На наредната владина седница повторно ќе разговараме за Казандол. Сардич МЦ и понатаму не сака да го коментира најавеното можно раскинување на договорот за доделената концесија за експлоатација на бакар издадена во 2015-та. Според тој договор во рок од 2 години, инвеститорот требал да го заокружи целиот процес, но на терен работното тело при владата констатирала низ за пречекорување во делот на роковите за изградба на целиот комплекс, каде требаше да се произведува катоден бакар. Бошњаковски пред една недела кажа дека целосно не се изградени дел од езерата, но и капацитетот за производство.